Здраво, ова е 260-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Beast на Родриго Сорогојен, во кој станува збор за средовечен пар од Франција, Антоан и Олга, глумени од Денис Меношет и Марина Фуа, кои се преселуваат да живеат во рурален предел во шпанското село во обид да го занемара градскиот метеж и да воспостават поблиска корелација со природата, но со самото нивно присуство во селото започнуваат да се иритираат мештаните и нивната негостопримливост ги надминува човечките граници. Со оглед на тоа што историјата на Балканот докажале дека соседите на Македонија никогаш не им мислеле добро, а во самата држава има голем број на националности кои што живеат во заеднички населби, многу лесно е да направиме паралела со действието на филмот и да бидат заменети назнаките французи во шпанско село со балкански националности и резултатот ќе биде идентичен. Ксенофобија par excellence, констатација која за жал сведочи за универзалноста на филмот во поделената Европа од 21. век, во која живеат европјани со табиети и однесување од 18. век. Во филмот се запознаваме со трудолюбивиот и доблесен французин кој се обидува од руини да направи дом за него и неговата сопруга, одвојува време за да научи какво ѓубриво е потребно за да никнат големи и здрави земјоделски продукти и кога неговата посветеност ќе одскокне од медиокритетот на паланката, тогаш на секој можен начин ќе се обидат малодушните да го повлечат назад во казанот во кој тие се дават. Една преписка се раѓа во мигот кога не потпишал петиција за ветерниците која ја иницирале мештаните. Тоа значи дека мештаните почнуваат да се подсмеваат и да го задеваат со пежоративни надимаци, не помагајќи му при проблеми со автомобилот, потоа мочајќи му ги столовите, темнејќи го додека спие, па затоа потполно оправдлива е паранојата кај него која води кон самоиницијативно обсесивно снимање со видеокамерчиња, како обид за збирање на доказен материјал против злобните соседи, кои без грижа на совест ставаат акумулатори во неговиот бунар. Антоан, свесно или несвесно, го носи на својот грб собственото распетие. Полицијата како и секојаш ја докажува својата пристрасност кон локалното население, а сопругата го предупредува да не се спротивставува на постоењето на консеквентноста, но тој не секојаш е подготвен да не избумне на провокациите. Од другата страна, кај мештаните, револтот се крие за тоа што тие сметат дека французинот со 2 години работа на фармата не може да има исто право на глас како тие што децении живееле во таа мизерија со поколенија на назад. Тоа е причината зошто не може да ги земат парите кои ги нудат за градење на турбината, па поради тоа сметаат дека е препрека на нивниот животен пат. Во селото владее еден анахромизам кој шерифите сметаат дека треба да биде непроменлив во нивниот вестерн филм, константа на која и пркоси французинот со неговото доаѓање во селото. Ретроградни гледишта за цел свет, но тоа се максими кои живот значат во селото, во кое селенецот Тапија не се станува и нема едикт кој во очите на тие што пуштиле корења во селото ќе биде уважен. Тавтологијата на спората детеријација го држи балансот во селото и нема таму што да бара доселеникот кој има за цел да ја наруши таа рамнотежа. Дојденецот страно тело во номенклатурата на селото и мора неапологетски да биде избркан по секоја цена. Колкоа психоаналитичка заложба и да се направи за копање по причинителите за доаѓање до јадрото на омразата на луѓето за луѓето, од луѓето, не знам колку ќе бидат доволни оквалификувањата на стравото, другиот странецот, туѓоста, визави потребата од припаѓање, засадување на корен во заедницата, во која сте недобредојден, затоа што сте со поразлично потекло, што не е ни ваша вина. Сиромаштијата е пресуден фактор, па дури и во држава од Западна Европа, па можеме да ја додадеме како непозната во равенството. Наместо да се слават различностите и да учиме од туѓото искуство за да бидеме подобри битија, завршуваме со антагонизирање на поразличните, кои впрочем не се ни толку поразлични, односно и низ нивните вени тече крв и тие се семејство кое сака да си го најде своето место под сонцето и да придонесе за заедницата. Тоаш,
отколку социополитичкиот трулеж има удел во хранење од стравот кон непознатото, со тоа што малоумието се прехранува со тоа плашење од другиот, не му се дава можност за спознание на другиот, човечка размена на искуство, туку се десеткува без да се знае што точно се мрази, затоа што проекцијата е бетонирана уште пред да се изговори првото слово. Што би биле ние без нашите предрасуди? Поздрави битија, например. Ако во првата сцена забележуваме двајца мажи како се обидуваат да го скротат разузданиот коњ, на ист начин се обидуваат да го скротат и нивниот сосед, третирајќи го како животно, односно себе си однесувајќи се животински, аналогно доловено со доближување на објектот до издишувањето на заробеникот. Една паралела ќе повлечам помеѓу зверовите со други рурални зверови во два филма, Deliverance и Straw Dogs, со оглед на тоа што омразата кон граѓаните кои доаѓаат да го нарушат балансот на монотонијата на локалното население, секојаш вродува со крвави последици за посетителите на заборавените предели на цивилизацијата, кај што владеат правилата на однесување кои ги диктираат само прогласените старешини. Ако бараме етничко и расно мотивирано насилство, не треба да погледнеме подалеку од минатогодишниот насилен филм на Бет де Арајо, односно Soft and Quiet. Денис, кој што глумеше таткото во In the House, соодветно го одоловува процесот на гневење против мештаните и паранојата која се развива од демнењето, а Марина е секојаш смирена, но решителна, избегнувајќи ги конфликтните ситуации. Режисерот Родриго соработува со една иста техничка екипа од поголем број од неговите филмови и чест соработник е и композиторот Оливие Арсон, чија што оркестрација во овој филм служи за давање на волуменозност на немите насилни сцени, користи кратки музички вињети со ударни и дувачки инструменти, за да создаде една атмосфера на неудобност и антиципирање на фаталноста, со крешендо од гудачки инструменти, така што самиот скор е прилично конзистентен, без звучни наговестувања за надеж во прокопсаната Шпанија. Директор на фотографија е Алехандро де Пабло, кој го прикажува селото во различни годишни времиња, но секаде се врзани ликовите во широки планови во обработливата нива или пак обиколени од животните за кои се грижат. Се меша и начинот на снимање, со оглед на тоа што се метнуваат и видео снимки на диви камерчиња, но се задржува 2:39 наспроти еден аспектот на снимање. Се разбира дека земјаните тонови ќе доминираат во колор палетата, па дури и пролетниот и летен природен раскош, соодветно градирана камера во убиствената есен и зимското студениво, но освен скротувачкиот кадар, кој е и на плакатот, не верувам дека ќе се памти филмот по некој друг. Човекот кој треба да го обвиниме за преобемноста на финалниот едит е монтажерот Алберто Дел Кампо. Филмот можеше да заврши во 90-та минута со скротувањето на французинот, но тогаш нема да има последен чин во кој неговата сопруга ја презема главната улога во носењето со последиците на злокобниот чин. Преку ликот на незината ќерка е изразено здраворазумието дека не може да се излезе на крај со малоумните насилници од селото, но важно е да се долови стоицизмот и тврдоглавоста и на сопругата, која ќе живее во куќата со спомените од сопругот. Па затоа сметам дека потребно е да му веруваме на Алберто дека ќе состави сеопфатен филм во кој со мајсторија ќе ги долови микроагресиите како повод за палење на пламенот кој ќе го запали цел свет. Всушност, самиот филм е посветен на Марго, па затоа и повеќе од важно е таа да премине во главен самотен лик во епилогот. Таа сепак не е толку револтирана како Френсис Макдорманд во Три билборди надвор од Епин, Мисури, но сепак во овој филм служи за демонстрирање на различните начини за справување со конфликтот. Машкиот кој е агресивен и женскиот кој е пропуслив. Меѓутоа, селските насилници, кога е во прашање самиот пол, различно и реагираат, така што колку и да има удел провокативното снимање на Антуан, не е нивен предизвик да ја скротат неговата сопруга, иако други дивјаци најпрвин тоа било направили. Режисерот Родриго Сорогоен ја започна својата филмска кариера од 2008 година со филмот Eight Dates, кој го коражираше заедно со Перис Романо, филм за плејада на ликови во љубовни неволји кои заглавуваат во комични ситуации. Во 2013 година го режира филмот Стокхолм заедно со Изабел Пења за упорното момче кое не се откажува од намерата да ги добие симпатиите од девојката која му се допаѓа. Првиот солистички режисерски потват му е од 2016 година и гласи May God Save Us, кај што
може да се забележи имплементирањето на трилер тенденциите на авторот во филмот за двајца детективи кои ќе се обидат да го уапсат серискиот убиец и да се гледаат дека имаат повеќе заеднички работи со него отколку што се предпоставува. Во 2017 година го снима краткиот филм Mother, кој е номиниран за Оскар за краток филм, кој е предуслов за снимање и на долгометражната верзија од 2019 година, во која една мајка, една деценија по исчезнувањето на 6-годишниот син, се запознава со момче кое ја потсетува на него, филм награден на Венецискиот филмски фестивал. Претходно го снима The Candidate од 2018 година за корумпираниот шпански политичар, чие што нечестиво работење е под закана да биде обелоденето од страна на медиумите пред јавноста. Помеѓу долгометражните остварувања режира и бројни епизоди од шпански телевизиски серии. Разоткривањето на тајните и повторното испливување на минатото на површина се содржински одредници кои неретко одекнуваат низ творештвото на Родриго, кој не се плаши да ги екстензивира жанровските тропи на трилер филмот, за да ја акцентира потребата од демонстрирање на неговите сурови животни вистини за обесчовечувањето. The Beast го огледав последната недела од декември и заврши на листата на одлични филмови кои се потенцијални кандидати за рецензирање на видеологија, меѓутоа со исклучива намера за пополнување на некоја епизода од емисијата кога нема да биде во преден план некој актуелен и популарен филм. Признавам дека тоа е една неблагодарна листа, меѓутоа е од голема корист затоа што тие филмови никогаш не се центар на внимание, но и тоа како имаат што да кажат, па во неделите кога ќе изгледам само медиокритетни творби, убаво е да се посегне по оваа листа за да добие гледачот квалитет, но проблемот со оваа листа е тоа што некои наслови на неа знаат да останат подолго отколку што треба, за на крај да не дојдат нивните 5 минути под рефлекторот, само затоа што има премногу погласни филмови, па затоа решив да посегнам во оваа шапка, но овој пат со значителен повод, а тоа беше доделувањето на 9 награди Гоја, кои ги освои неодамна овој филм, подсетувајќи ме дека непотребно го држам како заложник на оваа моја листа. Можеби затоа што не се издвојуваше со некоја значителна визуализација или пак немаше дополнително за препастувачко резолвирање, па затоа секогаш го чував на резервната клупа, но стана правотимец поради тензијата од неизбежната пресметка до која секој гледач е свесен дека ќе дојде, само не знае во кој миг. Не смее да се занемари фактот дека играниот филм се базира на одличниот документарен филм Сантуала од 2016 година во режија на Ендрю Бейкер и Даниел Мерер за парод на прогресивни холанѓани кои во Амстердам протестирале против уништувањето на стари населби, кои не сакале да живеат во големите пренаселени градови, продаваат имотот, купуваат комбе, шетаат низ Европа и се преселуваат во рурална Шпанија за да бидат во поблиска врска со природата и ја започна нивната Ноева арка пред сопруган Мартин да исчезне. Во исказите на сопругата Марго дознаваме дека биле среќни првата година, меѓутоа самата е свесна за инволвирањето на мештаните во исчезнувањето на сопругот, не цели 2 месеци по пресудата за придобивките на заедничкото земјиште. Во изјавите на медиумите кои ги даваат соседите, кога се запрашани што мислат за руралниот туризам на холанѓаните, тие одговараат дека не ги замараат и не сакаат да бидат замарани. Колку само тоа не е вистината. Љубоморните соседи не им дозволувале да направат воденица и да расчистат пат, затоа што доселениците не знаеле како се одвивале работите во селото, кое го има изедено времето и напуштено луѓето и останал само човечкиот талог кој смета дека е Стопан, старешина на распаднатите куќи во ментално назаденото село. Ама кога ќе дознаете дека шпанската фамилија си ги задржувало парите кои им следувале од пресечената шума, наместо да ги наменат за подобрување на животот во селото, зашто се всушност наменети, доаѓате поблиску до изворот на ксенофобијата – парите. Потоа следува прскањето на пестициди во имотот на соседот и останатите видеоснимки кои што се уловени шпанците како го кршат законот, односно девизата да му умре козата на комшијата, со која многу лесно можеме да се идентификуваме. Во реалноста соседите се во затвор за извршување на убиството со забрана за одење во селото по нивното излегување, така што Марго е единствениот жител во селото сега.
Има неколку значителни диференцијации помеѓу играниот и документарниот филм, имено не се холанјани во прашање туку французи, не дека е најдена видеоснимка од убиството на камера, ниту пак станува збор за пари кои некој ги попречил да ги земат од норвешките ветерници. Напротив, во реалноста мештаните веќе си ги краделе парите за себе од заедничката шума, така што филмот во двата наврати фрла светло на две сосема различни мотивации во кои се мрази доселеникот, кој нема право селото да го нарече свој дом, без разлика на тоа колку долго живее во него. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа играше во Брисел, Хелсинки, Цирих, Рио, Чикаго, каде што доби Сребрен Хуго, потоа Рим, Токио, каде што зема Гран При за најдобар актер и режија, Севилја, Стокхолм, Љубљана, Солун, Палм Спрингс. Дали е поквалитетен од шпанскиот представник за интернационален Оскар? Се разбира дека е. Ретко кој е полош филм од Халмарковото ѓубре Алкарас и нема да знаеме дали ќе дојдеше барем до декемвриската кратка листа да беше тој кандидат, меѓутоа живееме во свет во кој една Шпанија од година во година бира се полоши и полоши представници за Оскар. Додека малоумниот народ се дели на нашите и вашите, не само што ќе гледаме вакви екземплари на документарни и играни филмови, во кој конфликт во шпанско село ескалирал до убиство, ќе читаме написи и слушаме разноразни вести дека во села во Македонија соседи се бркале со секири. Додека не научиме да се сослушаме и да го цениме различното животно искуство, ќе завршиме со рацете околу вратот на комшиите. Ама во моментот кога некој лаком ќе се самопрогласи за господар на наијата и не му се спротистави колективот, туку индивидуата, сите сме наебали. Тоа е значењето на зверствата за кој е способен квази човекот во овој филм, кој само сака да му умре козата на комшијата, а потоа и комшијата. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Beasts од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 260-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!